Голема полициска акција во Струмица и Скопје се тресат поврзани со производство на опојна дрога. Ова е единствената информација која засега ја потврдуваат од МВР, најавувајќи повеќе детали по завршувањето на сите активности. Акцијата се спроведува во соработка со обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, а доаѓа по големата заплена на 5 тони марихуана во Србија, за која српските власти тврдат дека влегла од Македонија. Според информациите, претреси се вршат и денеска на неколку локации поврзани со истрагата кај северниот сосед. Неофицијално досега пронајдени биле неправилности во работењето. Марихуаната незаконски се одгледувала, складирала, чувала и транспортирала. МВР во координација со основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал презема соодветни мерки и активности на локации во Скопје и Струмица во врска со опојна дрога. Повеќе детали по завршувањето на активностите. По реакциите во јавноста, претходно обвинителството за гонење организиран криминал и корупција информираше дека е отворен предмет во врска со заплената на 5 тони марихуана во Србија. Под истрага е компанијата Алфа Фарм Доо Скопје, а осомничен е еден од нејзините сопственици Иван Драганич. Обвинителството има оформено предмет и веќе се преземаат конкретни, насочени и координирани действија за целосно утврдување на сите факти и околности за поврзаноста на Македонија со овој случај, со цел обезбедување целосна кривично-правна одговорност. Според неофицијалните информации, уште од минатиот четврток вечерта целосно запоседнат е и објектот на поранешната фабрика Охиз во Скопје. Активностите се насочени кон така наречени легални производители на канабис, за кои постои сомнеш дека со години злоупотребуваат дозволената дејност. Инаку компанијата Алфа Фарм Доо Скопје, која е предмет на истрага на обвинителите, е регистрирана во Македонија во 2023 година со основачки капитал од 529.050 евра. Регистрирана е како фирма за одгледување и преработка на ароматични лековити билки за фармацевтска употреба. Компанијата дозвола за одгледување канабис во медицински цели добила на 16 април 2024 година. Според поратоците од Централниот регистар, косопственици таму се Иван Драганич, Предраг Брковиќ, Роберт Живковиќ и Јована Мијаловиќ.